Црна Гора ќе биде најголем промотор на македонските интереси во евроатлантскиот процес, порача министерот за одбрана на Црна Гора Предраг Бошковиќ по средбата во Скопје со македонската министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Бошковиќ, кој во официјална посета на Македонија рече дека двете држави имаат длабоки пријателски врски и дека наследството од заедничката држава може да биде одлична платформа за градење на идните односи. Не само због тога што нам е Македонија мила и драга земја, не само заради тоа што Македонија ни е драга земја, веќе што сметрамо е тоа е најболjem интересу Црне Горе. туку затоа што сметаме дека тоа е во најдобар интерес на Црна Гора. Jer само стабилан и уjedinjen регион може biti dobra osnova za ekonomski rast i razvoj čitavog regiona, što je nasušna potreba za sve naše građane koji žive u ovom regionu. Само стабилен регион може да биде добра основа за еден просперитетен регион. Siguran sam da ono naše iskustvo koje smo imali u prethodnih nekoliko godina kad je u pitanju naše članstvo u NATO može biti od velike koristi za naše kolege iz Makedonije. Сигурен сум дека нашето искуство во рамките на НАТО интеграциите може да биде од огромна корист за нашите колеги од Република Македонија. Министерката Шекеринска рече дека Црна Гора побара членство во НАТО после Македонија, но и дека по сите потешкотии таа успеа во својата стратешка цел. Тоа е инспирација и за сите нас. Тоа е инспирација за Република Македонија и доказ дека кога стратешката цел е навистина посакувана од сите, кога се знае, кога сме посветени на неа, и таа е достижна. Според Шекеринска, Македонија минатиот период фокусот го стави кон членство во ЕУ и НАТО и дека стратешка цел на владата е да се обезбедат сите критериуми и услови за да може нашата држава да биде 30-та членка на алијансата. Вклучени сме во сериозни реформи, внатрешни, домашни, со кои што ќе покажеме дека Република Македонија верува и го почитува владењето на правото, почитува независноста на медиумите, ја почитува и ја развива битката против корупција и ги исполнува критериумите кои што се сметаат за политички критериуми за членство во НАТО. Се разбира дека нашата стратешка цел, нашата определба сите овие месеци од изборот на новата влада беше да обезбедиме целосно исполнување на критериумите и условите за да можеме да обезбедиме Македонија да биде 30-та членка на НАТО. Соговорниците разговарале и за можностите за соработка во наменската индустрија, кои според министерката Шекеринска ќе бидат корисни не само за безбедносните сили на двете држави, туку и за нашата индустрија.